Благодарам, подпредседателе. Веднаш на почетокот ќе им се обратам на колегите од мнозинството, а и на членовите на владата и ќе им порачам дека денес може би избегна пратенички прашања и прашања од народот, меѓутоа за брзо време нема да го избегнете револтот на народот и ќе го добиете тоа што го заслужувате од народот. Јас поставив на минатата седница прашање до вице-премиерката за добро владење Славица Грковска прашање, меѓутоа одговорот што го добив е несериозен, впрочем и како институцијата што ја обавува вице-премиер за добро владење во најкриминалната влада во Република Македонија и во влада во која што цвета криминалот. Прашањето ми беше за кои владини функционери ДКСК има доставено иницијатива за утврдување на одговорност и како е постапено по истите. И во одговорот добив дека за министрите од кои доаѓаат најмногу од ДУИ, тоа се Бујер Османи и Насер Нуредини, дека има писмена опомена за нивното купување на службените возила за партиски цели, исто така и за вице-премиерот Артем Груби, кој што за играње фудбал во канцеларија доби писмена опомена од вас. Ова е тотално несериозно, односно, како што кажав, како вашата функција, само протоколарна и несериозна. На иницијативите кои што доаѓаат од ДКСК и до вас, а и до јавноста, и кои што излегуваат, најмногу погоден се најде првиот вице-премиер Артем Груби, кој што жестоко ја нападна претседателката на Комисијата за спречување на корупција, бидејќи му смета тоа што излегува во јавност за нивните злоупотреби, за нивните криминали кои што секојдневно излегуваат во јавноста, во кој што тој жестоко ја нападна на претседателката и кажа дека не ги бива, односно немаат капацитет, на што таа многу добро му одговори дека кога дното ќе дојде на површина, тогаш, односно кога се е испревртено од наопаку, дното е на површина. Точно тоа се случува во Република Македонија, дното се наоѓа на површина, но за брзо време верувајте дека ќе се врати дното таму каде што им е местото, а и вие ќе бидете ослободени, бидејќи сте заложници на ДУИ и заедно во опозиција